Добар ден, драги пријатели. Моето име е Деспина Ковачева и добро дојдовте во денешната епизода. Денеска ќе разговараме за една од моите омилени теми, односно за митовите околу теретана, вежбање, фитнес и слично. Значи, еве, ќе тргнам од свое лично искуство. Јас сум слушнала безброј изреки и митови кои што се влечат со години по теретани и по фитнес сали. Јас не знам зошто се уште постојат, а уште помалку ми јасно зошто луѓето уште ги практикуваат и мислат дека се точни. Сега ќе ви кажам, се што ќе слушнете овдека е апсолутно невистинето и не треба да се држите до тоа. Едно од моите најомилени е, за девојчиња се однесува ова, немој да криваш тегови, одма ќе се набилдаш. Девојки, смешки. Значи, да, точно, машките побрзо се билдаат, тоа е благодарение на тестостеронот, поради што им помага да градат побрзо мускулна маса. А вие, драги мои пријателки, со кревање на 5 до 10 килограми тегови 2 пати во неделата е апсолутно невозможно да станете како ние билдери што ги гледате по телевизија. Друго, стомачни се прават само за стомак. Односно, без стомачни не можеме да направиме стомак. Исто така апсолутно смешни и невистинито. Значи стомакот е стомакот, односно стомачните, се основа на било кој тренинг. Така да, иако трчате, иако вежбате раце, иако вежбате нозе, стомакот ви го дава стомачните мускули ви го даваат балансот помеѓу за да може вашето тело да ги издржи било кои вежби. Така да вие и во најобично одење вие ги активирате стомачните мускули. А мислам дека како се прават стомачни имаме дискутирано за некои од претходните епизоди. Следно е без кардио нити се исплати да доаѓаш во теретана. Извинете, дечки, ама што има врска кревањето тегови или пак правењето мускулна маса со кардио. Значи, вие кардио не мора да го правите во теретана, вас и брзо одење ви се брои како кардио, нели? Не значи дека јас ако застанам на степер или пак ако вежбам, ако трчам 20 на минути, дека мене тренингот ми е комплетен. Исто една од моите поомилено е дека без спортски пијалок као не ни исполне тренингот. Дали вие всушност знаете зошто го пиете тој спортски пијалок? Секако, за оние кои што имаат долги тренинзи од 2 часа, да, апсолутно има потребно, поради тоа што имаат аминокиселини, витамини и минерали за да го издржат тој тренинг кој што е подолг од 2 часа. Но за вас, пријатели, кои што доаѓате во теретана 40 минути или највеќе саат време, спортскиот пијалок ви носи само негативни последици. Поради тоа што шеќерите кои што ги има во тој спортски пијалок, кои што имаат цел да ни го подобри организамот за да го направи поиздржлив, кај вас ќе има само негативни ефекти, односно калории кои што вие не само што ќе ги изедначите со потрошените, туку и ќе ги додадете на вашиот направен тренинг. Следно нешто. Јогата не е спорт. Извинете, јогата е еден од најкомплицираните и најелегантни спортови кои што се практикуваат. Не е тоа само серија на истегнувања и на спори вежби кои што ние така сме ги замислиле, односно еден од најелегантните спортови. И искрено ретко кој има издржливост да ги испрактикува сите нивоа на јога. Следно нешто кое што ми е прилично интересно е колку подолго си во теретана, всушност подобро за тебе. Чекај, значи ова, јас ако се сликам или ако седам подолго во теретана или ако чекам за некоја справа се брои како вежбање, мислам дека не. Така да вие може да бидете и само половина час во теретана или на тренинг, а да направите многу пофункционален тренинг, односно за разлика од некои луѓе кои што седат во теретана дури до, што знам, час, 2 или повеќе. Исто така нешто интересно што мене ми е прилично е женските не смеат да ги прават истите вежби како машките. Јас не сметам дека има некоја колкава разлика помеѓу машкото и женското тело, па ние да можеме да правиме едни вежби, а машките други. Значи се работи за мускулна маса или мускули кои што ние ги тагираме и ние сакаме да ги развиеме. Ете, например, девојчињата сакаат повеќе, нели, да го стегнат целото тело, додека пак машките
Некои ги работат повеќе градниот кош, некои повеќе нозата, други стомачните и слично. Така да не постои онаа поделба на машки и на женски вежби. Има поделба на издржливост, односно колку вие сте издржливи да го поминете вашиот тренинг со сите опфатени вежби. Исто така една наменета кон девојките, како да ги ослабам само нозата. Значи, никој не може да ги ослабе само нозата. Никој не може да ги затегне само рацете. Вие кога правите тренинг, вие го вежбате целото тело. Значи, без разлики да кривате вие тегови, вие го балансирате телото со грбните мускули и со правилниот став. Кога имате правилен став, стомакот ви е затегнат и со тоа ги вежбате и стомачните. Значи, не може вие да само со одредена вежба вие да целите кон еден одреден дел од телото, бидејќи тоа е физички невозможно. Телото е цела единка и не се дели. Вие може повеќе да вежбате одреден дел од телото, а не само да го насочите тој. Пријатели, мислам дека расчистивме некои од најчестите митови. Ве молам, не ги повторувајте, немојте да се ограничувате со такви работи. Сите имаме прекрасни тела и имаме доволно време да посветиме за ниво теретана, така да овие митови мислам дека е време да исчезнат и не сакаме да ги слушаме повеќе. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во некој од следните епизоди. Чао, чао!